Јорго, најнапред сакам да ве запрашам, според вас дали постои некаков начин, механизам, како би го решиле ние, например, долгогодишниот проблем со долговите на сиромашните граѓани во Република Македонија, кој за жал не застарува со години? Па види, тоа е едноставно ако се сака да се донеси нов закон во собрание. Значи, долговите на сиромашните граѓани да застаруваат во период од 3 години. После 3 години тие застаруваат. Многу граѓани имаат многу долгови, должат сегде и се разбират, зборуваме за сиромашни граѓани. Пример, зборуваме за струја, имаме долгови до Евана. Ако Евана е неспособна како компанија да ги наплати долговите, тогаш тие треба да застарат. Зошто ова го велам? Бидејќи ние дозволуваме долговите да застарат после 20, 30, 50 или никогаш година сиромашните граѓани, а од друга страна, 2 пати законот кривичниот е променет пред 2 години и сега пред 2 недели во собрание, каде што се намалуваат казните на најголемите политички криминогени структури, функционери, кои што имаат украдено милиарди, милиони евра од државата, од нас, од народот, на нив да му застарат за 3 години, 5 години, во зависност од делото. Затоа верувам дека ние одма треба во собрание да донесеме закон до 3 години да застарат и да им дадеме на сиромашните граѓани шанса да можат исто така да пријават банкнотирање кога должат многу повеќе. Не се зборува тука за 2000, 5000, 20.000 денари, се зборува кога ние должиме повеќе како граѓани, а не можеме да ги вратиме тие долгови, наместо да ни се одзема по којкинината, становите, колите и така натаму, да може да се донеси нов закон, се разбира во собрание, да може ние како граѓани, за сите граѓани зборувам, да имаме шанса да прогласиме банкрот со тоа што ќе нас ослободат. И некош ние сите може да погрешиме и никако да ги вратиме овие пари. Не може со години, со децени да му ја чуваш ти, пример да речеме, трансакционата сметка блокирана. Не може да функционираат луѓето, не може тебе има пензионери кои што му ги блокираат сметките за 1500 денари, 2000, помалце повеќе, а и се разбира и другите граѓани. Затоа демократи се борат да имаме, значи да се донеси закон, да можеме ние да прогласиме банкрот како граѓани, а исто така да се донеси нов закон на граѓаните да застаруваат обврските према доверителите за 3 години. Ова е горлив проблем во нашето општество, токму и за тоа да почнуваме со оваква тема. Знаеме и свесни сме, претпоставам, знаете и вие дека многу граѓани се разболуваат, добиваат и шекер и умираат од нервози токму од овој проблем. Па види, тоа е нешто што викаме од секираци, од стресо, ние добиваме многу болести. Што е од тие болести спомна некој, значи ние мораме да имаме систем во државата да им помогнеме на граѓаните кои ќе влезат во кои ќе имаат своји финансиски, да речем, проблеми. Бидејќи не можеш ти на некој за 2000 или 10.000, 20.000 да му го продаваш станот, да му пушташ извршители и да ги малтретираш луѓето. Значи, секоја држава треба и има, пример, јас, бидејќи сум живеел долго во Америка, ние како граѓани, пример, граѓаните на Америка можат да прогласат банкрот. И тоа го прават на секој 7 години. Значи, не може секоја година, земи пари па прогласи банкрот, значи ти дават шанса до 7 години. И одиш на суд. Нема таму извршители. Значи, судот одлучува дали ќе враќаш, нема да враќаш и поднесуваш барање за личен банкрот. И судот 99% кома нешто дозволува на луѓето. Сега нема да му дозволи на луѓе кои што се многу богати,
кои што имаат пари, имаат 50 стано или повеќе помалци барат банкрот, например 10, 5, 3, 50.000 евра и така натам. Значи зборуваме за сиромашни граѓани да се дозволи да се банкнотира и исто така да можат да застарат нивните долгови за 3